Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Темата на денешното видео е често спомнуваната и многу пати разгледуваната и обработуваната тема за зоната на комфорот. Јас сакам да ја разгледаме од различни страни, да ја одбраниме толку често напаѓаната зона на комфорот, односно да се обидеме да најдеме разбирање за сите нас кои што понекогаш имаме отпор кон напуштањето на таа зона на комфорот. Излегувањето од една зона на комфорот, потрагата по нешто ново, по известно време не става во некоја нова зона на комфорот или излегувањето од една рамка после известен период, може би и несвесно, не носи до градење на некоја, може би поинаква, може би поширока, меѓутоа пак рамка или може би покомфорна зона на комфорот. Секогаш под зона на комфорот и не се подразбира комфор. Се подразбира дека ние се чувствуваме некако безбедно, дека сме се навикнале, дека ни е познато, дека поради известни своји причини сметаме дека е во ред да останеме во таа состојба, во таа зона, иако може би не сме задоволни, иако може би се чувствуваме напнати, нервозни, но сигурно дека на некој друго ниво се чувствуваме безбедни, сигурни, заштитени и токму таа причина, таа наша секундарна добивка е тоа што не држи во зоната на комфорот. И токму затоа не е лесно да се излезе од зоната на комфорот. Сите ние имаме различни граници, така што кога една зона на комфорот ќе ни стане многу неподнослива, крајно некомфортна, дури тогаш ние сме подготвени да ја напуштиме. Кога ќе почнеме да се занимаваме со себе, со својот раст и развој, кога сакаме да направиме промена, влегуваме во некоја забуна, заблуда, дека таа промена и тој раст и развој ќе не извади од се во кој што моментално се наоѓаме и дека е време да излеземе од таа наша зона на комфорот, односно од се што ни е веќе познато и понекогаш наместо да ги бараме причините во себе, ги бараме причините во се што не обкружува во она што сме го градиле со години и сметаме дека ако сега наеднаш излеземе од таа зона на комфорот, прекинеме со се што претходно било, дека и ние едноставно ќе станеме други луѓе, ќе направиме промени, ќе направиме голем скок во својот развој. Но таа не е така. Зоната на комфорот, како што не е секогаш комфортна, исто така и не е секогаш потребно да биде целосно срушена или целосно да излеземе, затоа што таа се состои од многу сегменти. Еден одреден период го представа нашиот живот, нашиот начин на живење, нашите навики, нашите уверувања. И ако сега очекуваме ние од себе си или од некој друг да излезе од таа зона на комфорот, треба да бидеме свесни дека треба да се откаже од многу работи, да ги замени со некои нови, доколку присилно под некои надворешни услови излеземе од собствената зона на комфорот, ќе се прилагодиме на новите услови, меѓутоа тоа предизвикува голема болка. Иако ние свесно, условно, одлучиме наеднаш да ја прекинеме таа зона на комфорот, заборавајќи дека има и своји добри страни, заборавајќи дека понекогаш некои сегменти од таа наша зона на комфорот ни значат, ни помагаат, ни се безбедни, а безбедноста во одреден период ни е навистина битна и потребна, тогаш би било крајно неразумно, доколку под некои други услови или причини или притисоци излеземе од таа зона на комфорот. Како што кажав, зоната на комфорот не е секогаш комфортна, но има одредена сигурност, одредена безбедност според тоа што ни е познато. И поединецот, човекот, личноста, само одлучува, ќе ги разгледа сите можни опции, ќе го послуша срцето, ќе го послуша умот, ќе разговара со себе си, ќе ги види и последиците кои треба да ги сноси и ќе се чувствува подготвен да го направи тоа. Тогаш може да излезе од својата зона на комфорот. Доколку човекот не се чувствува така, секој притисок би бил повреда за него, за неговата душа, преголемо напрегање за неговиот ум и некогаш може да направи повеќе штета,
отколку да донесе корист. Секој човек донесува одлука сам за себе и се однесува во својата зона на комфорт и надвор од неа, така како што е подготвен, независно дали е тоа свесно или многу несвесни програми влијаат на тоа, но постои и друга можност да ја препознаеме, согледаме нашата зона на комфорт и полека, сегмент по сегмент, да решаваме. Кога ќе промениме еден сегмент од она што не прави да се чувствуваме сигурни и безбедни, и нашата зона на комфорт нема да биде веќе толку комфортна, односно нема да биде причина да не кочи, да не запира, да се чувствуваме дека не се развиваме. Да, за излегување од зоната на комфорт, да, за преземање ризици, да, за правење промени, да, за постојан раст и развој, меѓутоа не за нагло донесување одлуки и за негирање на се она што во моментот е и што ја чини таа наша зона на комфорт. Можеме таа наша зона на комфорт да ја прошируваме, можеме да се развиваме во различни правци и насоки, да видиме некоја нова опција, да го отвориме пошироко погледот и умот и да видиме во кои насоки можеме да се развиваме во таа зона на комфорт во која сме, врз основа на тоа што сме изградиле како темел низ годините, меѓутоа тоа да го направиме на друг начин, поинаку, со некои нови вештини, знања и на тој начин пак да излеземе од зоната на комфорт во која сме биле, без се да срушиме и од се да се откажеме. Зоната на комфорт и не е секогаш причината поради која ние се чувствуваме како што се чувствуваме. Ние сме тие кои ја создаваме таа зона на комфорт и ние сме тие кои можеме да ја менуваме. Ние сме тие кои можеме да ја прошируваме. Ние сме тие кои можеме да избереме да останеме во таа зона на комфорт, независно дали некој друг од надвор смета дека тоа ни прави проблем, не е за нас, не наоѓаме вистински решенија, затоа што понекогаш патот кој што треба да го изодиме, периодот во кој што треба да го поминеме, додека не дојдеме до нешто друго, начинот како го правиме тоа, па дури и болката која треба да ја поднесиме за тоа да биде така како што ќе биде, е наш, не на другите луѓе. Никој не може да знае точно кој е нашиот вистински пат и вистинскиот начин. Сите работи имаат своји добри и своји лоши страни, се разбира овдека не зборувам за екстреми. Секогаш можеме да најдеме разбирање за себе и за луѓето кои што ни се драги, а потоа да ги разбериме и луѓето пошироко, нашите пријатели, подалечни роднини, луѓето воопшто. И да разбереме дека сите ние живееме во зона на комфорт, тежнееме кон некоја друга зона на комфорт и се обидуваме да најдеме начини како да излеземе од нашата зона на комфорт, тогаш кога ќе престане да ни биде зона на комфорт. И да не е тоа така, тоа може би значи дека ние или другиот не е подготвен да го види тоа. И ако е тоа така, секој напор некого да извадиме од зоната на комфорт ќе биде залуден или ќе направи повеќе штета од корист. Тоа е се што имав да кажам за, како што кажав и на почетокот, толку често спомнуваната, но е толку негираната, напаѓаната и обвинуваната зона на комфорт. Не заради тоа што е зона на комфорт, туку затоа што некогаш на вистина знае да биде некомфортна. Но додека сами не го освестиме тоа, таа за нас е и останува зона на комфорт. Се додека ние не решиме поинаку. Ви посакувам убав ден, ви посакувам широки видици, многу нови начини, многу нови патишта да ви се отворат и да уживате во комфорт на својот живот. Се гледаме во следното видео.